5 дена пред стартот на пописот, опозицијата стои цврсто на ставот дека попис сега не треба да има, а власта по ниедна цена не се откажува. Бројот на активни случаи поради коронавирус се зголемува, сепак надлежните уверуваат дека пописот нема да предизвика дополнителен број на заразени. Премиерот Заев најави дека попишувачите ќе се вакцинираат, но се отвора сомнеж дека ќе има доволно време за тој процес, кога и така нема да можат да ја примат втората доза. Председателот на ВМРО ДПМН Мицкоски алармира дека податоците од пописот нема да бидат точни, оти многу граѓани ќе се плашат да им отворат врата на попишувачите. Ако почнува на 1 април пописот, тогаш тој нема да биде имунолошки подготвен и нема да отворите врата? Вратата нема да отворам, не само јас. Стотици илјади наши сограѓани. И тогаш ние нема да добиеме правилни податоци од овој попис. Тогаш зошто трошиме пари? Зошто правиме попис ако податоците кои што ќе ги добиеме не се податоци кои што нас не се потребни за да понатаму го планираме развојот на Македонија. Пописот на диаспората е во тек и понатаму бројот на попишани во Швајцарија е најголем, а во Канада и Австралија најмал. Министерот за надворешни работи Бујар Османи вели дека тоа не е проблем. Оти граѓаните од диаспората можат да бидат попишани и преку нивните роднини во земјава. Министерството за надворешни работи ги активираше сите своји механизми и ресурси за да стигне правата информација до граѓаните. Постои и друг механизам, а тоа е да се попишат од нивните роднини и пријатели овде во државата, меѓутоа се разбира повторно како дел од диаспората. Така да јас очекувам прво и ги повикувам сите да бидат активни во споделувањето на информациите до нашите во диаспората за попишувањето. Поради пандемијата повеќе европски држави го одложија пописот, меѓу кои соседните Србија и Бугарија, Романија, Германија, Шкотска и Ирска. Последно и владата на Хрватска соопшти дека ја одложува статистичката операција за наесен.